Maybe I should give you some small information about the company Kiel. Дознавме дека во Македонија можеме да најдеме конкурентна локација за производство на нашите производи, но веруваме и дека тука ќе ги најдеме вистинските луѓе, кои се главната страна на бизнисот. Изнаоѓањето на високо квалитетни и професионални работници исто така е една од главните причини за нашата одлука за инвестирање во Македонија. Ги препознавме напорите на владата во минатите неколку години за развој на индустријата. Тоа е она што нам во индустријата ни треба стабилност. Тоа беше еден од главните критериуми да дојдеме во Македонија. Ке почнеме со браунфилд инвестиција во Тетовско жилино во постоечки објект кој е подготвен и со работа стартуваме на 1 јуни годинава со 60 вработувања во рамки на првата фаза. Значи, како што кажа господинот Хелвек, првите контакти со компанијата со помош на Ван Хул беа крајот на 2015 година и компанијата Kiel беше избрана за компанија која ќе биде добавувач на Ван Хул за седишта за автобуси за американскиот пазар и истовремено и компанијата одлучи да инвестира во Македонија. Тие параметри и брзината заради која тие сакаат да започнат според потребите и барањата на американскиот пазар не дозволија временски да може да се изгради објект во толку краток период во зоната овдека во Скопје, веднаш до Ван Хул, и заради тоа се започнува со браунфилд локација каде што врз основа на нивните идни планови, активности и можноста за проширување на таа локација, самиот факт што Тетовскиот регион и претходно има искуство во различен вид на индустрии, во Македонија ќе се произведува целото седиште. Значи тука ќе има метални компоненти, тука ќе има CNC машини, тука ќе има заварување на овие компоненти, но истовремено ќе се прават и на влаките за седиштата. Значи целото седиште ќе биде изработено во Македонија и потоа ќе биде вградено во автобусите на Ван Хул и тоа е првата фаза со околу 60 вработени, но потоа според нивните планови и она што значи големина на фабриките како во Полска, така и во Турција, планот е да се стигне и до околу 350 вработувања, со тоа што нема да се користи само Ван Хул како клиент, туку и другите произведувачи на автобуси во Европа согласно на нивните договори, но ќе имаме тука и производство на седишта за железничката индустрија, што значи дека во иднина ќе имаме директен извоз и за Европа, и за Азија, и за Соединетите американски држави, бидејќи спецификациите за различни пазари се различни од гледна точка на регулативата.